5 до 8 септември по паркот Авионча за прв пат Аеро Стрит Фуд фестивал кој што ќе понуди богата програма гастрономска, меѓутоа и богата музичка програма. Деталите утрово ги дознаваме од Славчо Темилковски и Емилија Манасиевски, организатор на овој фестивал. Добро утро, како сте утрово? Добро утро, благодарам за поканата и поздрав до гледачите на Мрата. Ова место сме навикнати некако на вакви убави настани. Ќе опфати 4 кујни. Што се ќе се случува? Па вака, целиот фестивал ќе опфати, како што кажате, 4 кујни. Ќе има 14 изложувачи со храна. Кујните ќе бидат поделени на 4 дела, односно една американска, европска, регионална и ориентална кујна. Па нормално и изложувачите со храна соодветно ќе бидат поделени по нормално тоа што го приготвуваат. Ќе има 12 изведувачи, односно дел од музичката програма, 3 ќе бидат кавар бендови, 9 ќе бидат диџеи. Во целиот склоп на Аеро Стрит Фуд фестивалот ќе си има и неколку предизвици кои што ќе размрдаат што се вика публиката, конкретно 4. Така да тоа е отприлика да речам програмата која што ќе се случува од 5 до 8 септември и нормално ги покануваме сите да бидат дел од фестивалот. Македонците сакаат добра храна, тоа значи дека сите посетители ќе можат да вкусат од она што ќе биде презентирано? Точно така, влезот за сите е бесплатен, сите ќе можат да го посетат фестивалот, ќе можат да поминат од штанд до штанд и поради тоа и главно беше поделен целиот концепт на 4 различни кујни, се со цел да можеме да ги погодиме нели вкусовите на сите оние кои што ќе бидат дел од фестивалот. Емилија, нешто ново и поразлично во нашиот град? Да, како например настани вакви малце ретки се кај нас, поготово во аеродром и сакаме да направиме за аеродром еден урбан настан кој што ќе ги сплоти жителите, нормално ќе се дојдат и сите од цел град. Да, интерактивни и предизвици споменавте, што ќе се случува во тој дел? Па вака кај предизвиците конкретно ќе има 4 различни. Едниот ќе биде погодување со авионче, символично за самиот парк, нели, за аеродром. Ќе се нормално со тоа се следуваат награди, ќе има најмногу изедени кебапчиња, тоа ќе биде во склопете да речем како некоја поврзано со регионалната кујна, ќе има тривија квиз и ќе има надпревар во Формула 1 симулатор, така да тие се некои да речем активации кои што дополнително може да ја заинтересираат публиката и нормално и самите награди кои што следат со самото учество во надпреварите. Сите веќе се враќаат од своите годишни одмори, можеби веќе не сите, меѓутоа да. Очекувате ли голема посетеност на овој настан? Како 10? Видете, генерално посетеноста мислам дека и изминатиот период со целиот пиар и маркетинг кој што се направи и општо со самиот тип на настан, бидејќи на крајот на денот правиме настан кој што е поврзан со храна, мислам дека ништо не спојува подобро на светот од добра храна, добра музичка програма, така да очекуваме некаде околу 3 до 4.000 посетители дневно, што на крајот на денот му доаѓа за 4 дена можеби и до 15-16.000 посетители. Така да очекуваме голема посетеност, како што рековме, влезот е бесплатен, што мислам дека е еден тип на дополнителен мотив за сите, а и нормално повторно ќе напоменам и самата музичка програма која што е само од македонски изведувачи, мислам дека е едно од самите изведувачи се едни од најквалитетните кои што може да се најдат нели во самиот тој дел како музичка бранша. Да, Емилија, како организатор, колку време се подготвувавте за овој настан? Беше ли тешко да се организира? Па се малце дека е поголема организација, ние сме повеќе луѓе вака, колку ни требаше месец, два, кој средувавме така. Генерално подготовките за самиот фестивал почнати се многу поодамна и самата идеја и како може нели да се функционира и екипата да се склопи. Со некои пиар и маркетинг активности почнавме некаде пред 25 дена. Идејата беше кампањата да трае некаде околу 30 на дена. Со 5 септември заклучно кампањата точно ќе си биде 30 дена. Би сакал да упатам и благодарност до неколку, ајде да кажам, јавни личности кои што излегува во пресред да го испромовираат настанот, бидејќи ето сеќаваат некој тип на локална одговорност, мислам и генерално тие кои што ме поддржаа повеќето беа и од аеродром и еве упатувам една, како да кажам, благодарност бидејќи излегува и на сами видеоматеријали и така натаму. Да. Настан кој што ќе ги поврзе сите, како што споменавме на почетокот, храната пред се, кога станува збор за нашата земја, очекувате ли многу
да се забавуваат нашите сограѓани, тука што ги бидат присутни? Да. Па на тој тип на музика имаме разноврсен тип на музика, така да мислам дека ќе биде супер. Уште еднаш да потсетиме од кога до кога и во колку часот почнува? Од 5 до 8 септември е, вратите се отворени во 17:30, музичката програма почнува од 19:30. Покана од вас? Па еве финално можеби ќе веќе влегуваме во некој тип на фотофиниш, упатувам покано до цело Скопје да дојде И пошироко да дојде на Аеро Стрит Фуд Фестивал од 5 до 8 септември. Вратите на фестивалот се отвараат од 17:30 часот. Музичката програма почнува од 19:30 до 00:30 часот, така да упатуваме уште еднаш официјална покана и повторно ќе напоменам дека влезот е бесплатен. Аеродром секогаш знае да биде домаќин добар кога станува збор за забава. Благодарам многу на одвоеното време. Се гледаме токму тука на ова место и покана уште еднаш до сите наши гледачи. Благодариме на поканата. Благодариме. Благодарам уште еднаш. Студио.